И за наредната година буџетот на општина Коченик има општ посебен и развоен дел. Во општиот се прикажани глобалните проекции на приходите и одобрените средства, вклучувајќи го и планираниот дефицит, што методолошки се разликува од приказот на билансите на приходи и расходи. Посебниот дел ги прикажува пак одобрените средства за буџетските корисници, односно институциите што се во надлежност на локалната самоуправа. Развојниот дел го внесува финансирањето на програмите за развој. Представувањето на приходите и трошењето на парите од буџетот беше представено на седницата на Советот, на која се расправаше токму за финансискиот план за догодина. Раководителот на секторот за финансии Ирина Хаџиева рече дека вкупниот износ на приходи се планира на над 524 милиони денари. Приходите на основниот буџет се планирани на ниво од 185 милиони 870 илјади денари и во нив секако повторно доминантно место имаат даночните приходи кои се и најзначаен приход за една општина. Тие се планирани во износ од 97 милиони 260 илјади денари или зафаќаат 52% од вкупните приходи на основниот буџет. Во нив секако најголема висина имаат надоместокот за уредување на градежното земјиште, даноците на имот и сите други останати комунални такси, во кои влегува и комуналната такса за јавно осветлување. Хаџиева рече дека се планирани и други приходи во буџетот за едната година, додека на расходната страна се предвидени средства за извршување на функциите на општината, што ќе одземат 20%, додека за набавка на стоки и услуги ќе се одвојат 31% од вкупните расходи. Ки има нешто помали трошења и за други намени, но таа го нагласи високиот износ за капитални инвестиции. За прв пат капиталното инвестирање ќе изнесува 44% од основниот буџет, што представува навистина доста висок процент или ќе изнесува 81 милион 250 илјади денари. Ако на ова го додадеме и кредитот од Светска банка, бидејќи тој секако ќе се враќа од основниот буџет, тогаш за 2015 година, значи максимален износ на капитално инвестирање ќе имаме од 79%. Хаџиева рече дека номиналниот износ на парите што ќе се вложат во капитални инвестиции е рекорден и ќе изнесува 147 милиони 230 илјади денари.